Од оваа учебна година стартува новата IB програма која досега не е спроведувана. Ке се тестира на учениците од прво до пето оделение во две скопски училишта, Браќа Миладиновци во Аеродром и Свети Кирил и Методи во Центар. Се работи за пилот проект во кој покрај македонскиот ке се учи и на англиски јазик. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Гледајте на. Коца Трајановски најавува реконструкција на улиците во Чаир. Успешни 100 дена во новиот мандат на градоначалникот на општина Петровец. Стандарди за енергетска ефикасност на објектите. Распишан конкурс за финансирање на проекти на Сдруженија на граѓани и фондации. Градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски денеска ја посети општина Чаир, при што најави реконструкција на повеќе улици и булевари, како и развој на старата скопска чаршија. Прилог на Елизабета Дамјановска. Во рамки на циклусот посети на скопските општини, градоначалникот на град Скопје Коца Трајановски денеска ја посети општина Чаир, при што уствари средба со градоначалникот на општината Изет Меджити, како и со представниците на урбаните и местните заедници. Градоначалникот Трајановски на почетокот на средбата даде краток осврт за реализираните проекти на територијата на општина Чаир во изминативе 4 години, каде како најважни ги наведе реконструкцијата на булеварот Никола Карев, реконструкцијата на улиците Самуилова, изградбата на нов кружен тек помеѓу улиците Втора македонска бригада, како и изградбата на нова атмосферска канализација во местната заедница Бајрам Шабани и изградба на потполно ново осветлување во старата скопска чаршија. Благодарение на таа соработка во изминатиот период завршени се одреден број на проекти. Тоа е атмосферска канализација на Кристијан Тодоровски Карпош 14 милиони, атмосферска канализација на Бајрам Шабани, прва и втора фаза 15 милиони денари, реконструкција на улица Крстен Исипов 17 милиони денари, тоа е кај Бит пазар, санација на улица Кемал Сефова, значи 12 милиони денари, кружен тек на Лазар Трпковски и Втора македонска бригада 14 милиони денари, со тоа што пола е општина Чаир, пола е општина Гугел, реконструкција на квадрат преступовната куќа мост 6 милиони денари, изградба на дел од улица Боров Кралевски 9 милиони денари, крпење на удобни структурни територија на општина Чаир од страната на градот Скопје 4 милиони денари. И мислам дека тука не е ставено со на тоа што го правеше урбанизам, е заедничкиот проект на градот Скопје и на општина Чаир за целосно осветлување на нашите скорија. Како најважни проекти кои треба да се реализираат во општина Чаир во наредниве 4 години, Трајановски ги наведе проширувањето на булеварот Христијан Тодоровски Карпаш и проширувањето на булеварот Никола Карев, попознат како Пластичарска улица. За следниот период, тоа што е крупни проекти кои што ги планиравме заедно со градоначалникот на општина Чаир, со администрацијата и со Советот на град Скопје, а тоа е проширувањето на булеварот Христијан Тодоровски Карпош од Вера према општината, проектот е завршен, така проширувањето на булеварот Никола Карев од Пластичарската сметана дека према Американската амбасада и секако станува нашата определба за проширување и реконструкција на булеварот Цветан Димов. На средбата најголем акцент се стави околу плановите за развој на старата скопска чаршија, степенот на комуналната хигиена и водоснабдувањето во одредени места во општината. Успешно реализирани 100 дена од новиот мандат на градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски. Поплочени улици со бекатон-плочки, изградени фудбалски и детски игралишта и развој на индустриските зони се само дел од проектите кои се реализирани во општина Петровец. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска даде отчет за сработеното во првите 100 дена од новиот мандат. Тој истакна дека во овој период општинската власт посветено работеше на решавањето на голем број проблеми и успеа општината да издигнат на едно повисоко ниво и да прерасне во попросперитетна општина. Во изминатите 100 дена изградени се и поплочени со бекатон плочки 4 улици во населеното место Петровец во вкупна должина од 500 метри, една улица во Ржаничино во должина од 270 метри, во Средно Конјари 2 улици од 400 метри, во Горно Конјари една улица во должина од 480 метри. Во делот на подобрување на патната инфраструктура Митевски најави дека во најскоро време ќе започне изградбата на делот од патот Петровец Огњанци во должина од 1060 метри.
Во дворот на општината изградено и пуштено во употреба ново фудбалско игралиште со вештачка трева. Вредноста на оваа инвестиција е 50.000 евра. Во непосредна близина е изградено и игралиште за кошарка, така што целиот овој комплекс заедно со детското игралиште и ново изградениот плоштад представува една заокружена целина за спорт и рекреација. Митевски најави и голем број на проекти кои треба да се реализираат во оваа општина кои ќе придонесат за подобрување на животот на граѓаните од оваа општина. Во мултифункционалната зона Чоилија работиме на поставување на инфраструктура. Спортската сала интензивно се гради. На есен ќе поставуваме камен темелник на нова училишна зграда врз основа на добиен кредит од Светска банка во висина од 1.200.000 евра. Во Средно Коњари ќе започнеме со изградба на водоводна мрежа за населеното место. Отпочнуваме со реализација на проект за издавање на имотни листови во општината. Паралелно со ова да работиме на донесување на урбанистички планови за Долно Коњари со површина од 28 хектари, лесна незагадувачка индустрија и домување. Изработиме урбанистички план за населено место Рожаничино, блок 6, каде што имаме 150 парцели за индивидуално домување и 20 парцели лесна незагадувачка индустрија. Реализацијата на овие планови заедно со формирањето на новата индустријска зона од 100 хектари покрај патот Р103 Рожаничино Катланово само ќе значат продолжение на инвестицијскиот циклус во општина Петровец. Со денешното доделување на 43 нови решенија за легализација на бесправно изградени објекти, бројот на решени предмети за легализација во општина Киселавода се искачи на 1797 предмети. До законски утврдениот рок во општината пристигнати се вкупно 11.872 предмети, од кои 4 предмети се одбиени, 24 предмети се препратени во надлежност на други општини, 16 се примени од други општини, 5093 се во административна постапка, 4985 предмети се незапочнати, односно се со нецелосна документација, најчесто недостасува геодетски елаборат. Градоначалникот на општина Киселавода Билјада Беличенец Алексич потенцираше дека процесот на легализација во општина Киселавода тече со добра динамика, а по воведувањето на неколку технички мерки во процесот на решавање на предметите веќе се гледаат позитивните ефекти. Во насока на забрзување на темпото со кое се решаваат предметите за легализација во изминатиот период кадровски и технички се доекипира оделението за легализација на дивоградби. Зголемен е бројот на комисии кои излегуваат на терен, а воведена и практика за делење на решенија на неделно ниво. По воведувањето на оваа пракса во изминатите 3 месеци се доделуваат во просек по околу 40 на решенија за легализација на неделна основа. Таа упати апел до граѓаните кои се уште не ја комплетирале целосно потребната документација тоа да го сторат што поскоро, како би можеле во најкусможен рок да ги легализираат своите дивоградби, а процесот на легализација да заврши во законски утврдениот рок. Со правилниците за енергетски карактеристики на згради и за енергетска контрола, на овој начин Македонија се приближува кон остварување на целите за енергетска заштеда на национално ниво. И рамноправно со земјите од Европската Унија ќе има исти стандарди кои се дел од директивите на Европската Унија. Андријана Димтриевска. Рамноправно со земјите од Европската Унија ќе имаме исти стандарди кои се дел од директивите на ЕУ, додаде Гечевски. Согласно правилникот за енергетски контроли ќе се спроведат активности како што се објавување повик за избор на правни лица за спроведување обуки и полагање испити за енергетски контролори, како и обуки за нивно усовршување според претходно дефинирана програма од агенцијата, издавање, продолжување и одземање решение за овластување за енергетски контролори и водење регистар за издадени, одземени и признаени овластувања за енергетски контролори. Со решение за овластување за енергетски контролор може да се стекне секое физичко лице кое ги исполнува следните услови: да има најмалку висока стручна спрема од техничка насока, да има најмалку 5 години работно искуство во струката на работи на проектирање, надзор и одржување на градежни објекти, испитување на енергетски или процесни постројки, вршење на енергетски контроли или други енергетски услуги или работа на стручни и научни дејности од областа на енергетиката. Или положен стручен испит за енергетски контролор, кој што можеме да го преземеме и како странец.
Од друга страна, правилникот за енергетски карактеристики на згради ги промовира подобрувањето на енергетските карактеристики на зградите и се однесува на нови градби или градби кои ќе подлежат на значителна реконструкција, а се опфатени едносемејни или повеќе семејни згради за домување, стамбени, административни и комерцијални згради, хотели и ресторани, згради во образовниот и здравствениот сектор, згради за спортски и културно-уметнички активности и така натаму. Гечевски додаде дека означувањето на зградите и градежните единици во поглед на нивните енергетски карактеристики вклучува одредување на енергетската класа на зградата, односно градежната единица и изработка на сертификат за енергетски карактеристики. Сертификат за енергетски карактеристики на згради се издава за зградите во целина или за градежните единици како делови од зграда, спрат или стан, дотоку тие делови може да бидат одвоено третирани или се во сопственост на посебни лица. И Агенцијата за енергетика на Република Македонија ќе води евиденција за издадени сертификати за енергетски карактеристики на згради. Гечевски укажа дека до крајот на годинава очекува дека ќе ги има првите енергетски контролори, а во врска со тоа колку на годишно ниво ќе се штеди енергија со тие згради, посочи дека тоа ќе биде од 20 до 25%. Општина Газибаба распиша јавен повик за прибирање на барања за користење средства од буџетот на општината за 2013 од програмата за локален економски развој за 2013 година за финансирање на проекти на здруженија на граѓани и фондации. Истиот ќе трае заклучно со 12 јули оваа година. Прилог на Томислав Атанасовски. Општина Газибаба и градоначалникот Тони Трајковски распишаа јавен повик за прибирање на барања за користење средства од буџетот на општина Газибаба за 2013 од програмата за локален економски развој за 2013 година за финансирање на проекти на здруженија на граѓани и фондации за трансфер на знаење на таргетирани целни групи, жени предприемачи, фармери предприемачи и автентични ракотворби. На конкурсот може да учествуваат здруженија на граѓани и фондации чие регистрирано седиште се наоѓа на подрачјето на општина Газибаба. Здруженијата на граѓани и фондации кои учествуваат на јавниот повик треба да достават проектна пријава на здруженија на граѓани и фондации, статут и доказ за регистрација на здруженијето на граѓани и фондацијата во надежниот орган, извештај за добиените средства од општина Газибаба во изминатата фискална година и начинот на нивната реализација. Подпишан договор со општина Газибаба за реализација на тригодишна програма од интерес и доказ за експертиза, заверен на нотар на минимум 2 лица во даденото подрачје со приложување на диплома, препораки и референции. Нема да бидат разгледани пријавите, доставени по истекот на рокот на конкурсот, пополнети на несоодветен образец, нецелосно пополнети и некомплетни пријави без приложените документи кои задолжително се бараат. Материјалите доставени со пријавите на конкурсот не се враќаат. Пријавата за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации и проектната пријава на здруженија на граѓани и фондации објавени се на веб страната на општина Газибаба www.gazibaba.gov.mk. Пријавите треба да се достават до општина Газибаба преку пошта на адреса општина Газибаба, булевар Александар Македонски, Скопје, или со предавање во писарницата на општина Газибаба од 8 до 16 часот последниот ден од јавниот повик со назнака за јавен повик локален економски развој. Рокот за поднесување на пријавите започнува од 8 јули 2013 година и трае 5 дена заклучно со 12 јули 2013 година. Здруженијата на граѓани и фондации кои учествувале на јавниот повик ќе бидат известени за резултатите од изборот на проектите на веб страницата на општина Газибаба. По завршувањето на проектот Здруженијето на граѓани и фондација кои добиле средства од буџетот на општина Газибаба должни се да достават извештај за користењето на средствата до градоначалникот на општина Газибаба. ЈСП Скопје преку оглас ја избра турската компанија Кенткарт за поставување на новиот систем за наплата со смарт билети во сопствените и во приватните автобуси, кои ќе ги заменат постоечките хартиени билети.
Новите електронски картички граѓаните ќе ги купуваат на специјални пунктови и ќе можат постојано да ги надополнуваат. За таа цел ќе се постават и 3 автомати за издавање картички. Проектот предвидува инсталирање на валидатори во сите автобуси од јавниот превоз во Скопје. Уреди кои со доближување на картичката ќе одземаат потребната сума за наплата на возењето. Кенткарт ќе инсталира и 40 информативни дисплеи на автобуските постојки преку кои патниците ќе можат да се информираат за пристигнувањето на автобусите. Истовремено во сите автобуси ќе се постават GPS уреди за следење на нивното движење. Турската компанија ќе треба да го реализира проектот во период од 9 месеци. Една од спортските информации кои следуваат веднаш по блокот реклами е тоа дека МЗТ Скопје во новата сезона на АБА лигата во првото коло ќе игра со Унион Олимпија, предводен од поранешниот тренер Алеш Пипан во Скопје.